Ај, добар ден. Цела година викавме, излези момче, право на тераса. Еве сме на тераса, бе. Еве само да ви покажам кај сме. Не знам вас дали ви се свига песната, ама мене некако не ми одебе машко да ја пее. Излези момче, право на тераса. Зашто момче, бе, девојче нека излезе на тераса. Еве како момче излегов на тераса. Да ви кажам, дека са бајле отворивме една тема како е да работиш една иста работа цело време. Например, тој што работи на патарина, сметководителите исто така не ги разбирам. Цело време бројки, не го разбирам. Тешко е. Еве, мојата работа е разнолична и затоа многу си ја сакам. Само денеска сум посетил едно 10 различни локации и се запознав со 20 различни нови луѓе во мојот живот. И сите викаат, мојата работа е стресна. Со што е стресна? Па јас доживувам многу стресна работа, изложен сум на ризик. Каде? Во канцеларија ти е стресна работата? Чека да видиш што е стресна работа. Кристина? Повели, у студио. Добар ден. Само да видите што е стресна работа. Ау. Кристина, добра ли си? Добра сум. Како сте вие? Јас не сум, јас знаеш како ми се врти? Овака што ќе погледнам надолу, ми се врти. Мислам дека ќе одлетам. Па и мене не ми е седно. Не ти е се едно? Не. Како се чувствуваш? Па добро. Сега во моментот. Сега во моментот е добро. А прв пат кога почна? А прв пат кога почна беше така малку стресно. Вака полесно ги чистеше прозорија, зашто вака Полесно, раката ти да, се што тресеше. тресеш. Така. Да. Кристинче, бе, немаше ли бе некоја друга работа бе така некако да се заинтересираш за друго? мора Толку ли да си има. зависна од адреналин? Не, па некој мора и ова да го работи. Така? Да, мора градот да го направиме чист. Аха, Скопје е убав град, мил и чист да биде. Да. Така. Колку згради имаш поминато до сега? И колку често вака си изложена на оваа Па не работа? многу често. Например, неделно? Неделно еднаш. Неделно еднаш. Да, И тоа адреналин ти е доволно. доволно. Значи како банчи джампинг еднаш неделно. Да. И вака има дзиркање по овакво. Има, И да. не можам да гледам нагоре ми се врти. Јас имам фобија од високо и од кокошки се плашам многу. Сите ми се смеат тука во продукција. Најсериозно. А зашто од кокошки? Не знам бе, од мал нешто од кокошка се плашам. Така. И слушај, има дзиркање по канцеларија, дозволено Има ти е? дзиркање. Аха. Да. Ама Мора, тре- кога работиме мора. Ако се работни денови мора да погледнеме, а ако се работи недела веќе е тоа друго. Абе чекаме, не може ли се вака да го отворат прозорот и вака овака да го изчистат? Не може? Може. Како градот ќе биде чист? Така. Мора да постои спајдер па вака да бидеме чисти. И што е најтешко за чистење? Пошто гледам овака, на пример, прозорциве, птициве, изметот од птиците не се лепи Не тука. се лепи. Тоа е добро, инаку Некој има работа. ќе имаш многу повеќе Да. работа. Така, колку време се занимаваш со ова? 2 години. 2 години. Да. И како падна на оваа идеја со ова да се занимаваш? Па така прво почнавме со чистење, ама моравме да почнеме и со прозори. Аха. Да. Чека само да се наместам. Вака. Да те имам и тебе во овој кадар. Чекај, значи прво почнавте фирмата која што се занимава со ова, Спајдер, така? Да. Почнавме прво да се чисти. Така, ама не Фирмата за овака. хигиена. Фирмата Фирмата за... за хигиена. Така? Прво почнавме се чисти канцелариски простори. После тоа моравме да Мора и од надвор. Да, мора, не може само внатре. Кога Ние се гледа изгледот, се гледа прво од надвор, после внатре. Така. Ние одлучивме и покрај тоа што оваа фасада не е барокна, Да. на оваа фасада овдека да чистиме. А барокната фасада кој ќе ја чисти? Пак ние. Ќе треба, ама тогаш со опера ќе мора да Зошто? чисти. И па барок, во барок. Да си се спремиш со една опера. Да. А претходно имаш занимавано со некој спорт, зашто ова треба добра физичка спрема, Не, така? Не? Прво ново се одлучив. Така. И на која зграда, кој беше првото твое спуштање? вака? Тимобел. На Тимобел зградата? Да. Гледаш како се најдовме бе. Случајно ова не сме се договарале, само да Не, знаете. не. На Тимобел зградата? Да. И ги виде сите договори Па внатре. не. Ама не И смеш ето да моја излезеш, работа тај. да ги гледам договорите, моја е да го исчистам прозорот и да се тргнем. И вака на колку највисоко метри? Која е највисоката зграда што имаш? Ова е сега мида. Мида, така? Да. Мида е највисока? Хип. Хипо, тоест ние се наоѓаме на терасата, излези момче право на тераса, на Хипо Алпе Адрија, така? Да.
и по лизинг. Добро, Кристина, фала ти многу за разговорот. Јас вака цело време ме гледаш и како стојам залепен за стакло, абе ќе го стопам од позади. Ќе го Што да стопам. бидеш вака изложен и ти како мене на појас? Како би реагирал? Не знам, ја нема шанси ова, ќе паднам во несвест. Нема да паднеш и јас така мислев, ама не било така. Ама како бе не било така бе, немаше ли бе нешто друго бе? Дај дојди со мене, ќе дојди у театар, ќе работиме представа, нешто ќе правиме. Те молам да не те гледам вака. Ама знаеш што е најбитно кога се спушташ, да не гледаш надолу или Не. нема врската? Гледаш надоле, тогаш е веќе ризично. Ти си се гледаш себе А тука. вака не постои ризик. Аха, значи нема сега ризик. Не. Овие се тестирани ја жиња. Да. Мислам па да не се. Па не сум само ја што сум спуштена. Значи, а колку луѓе се занимаваат со ова моментално во Скопје? Моментално има и други фирми, меѓутоа во нашата фирма Spider имаме што се занимаваме сега за сега 10 луѓе. 10 спајдермени. Да, Така? 10 Spider-Man и Spider-Man. Верувам дека најмладите што се одлучуваат и што им е омилен Спајдермен, сигурно ова ќе им биде омилено видео и ќе мечтаат еден ден вака да се спуштат. Фала ти многу, ќе те оставам, чека да се залепам позади. Абе, знаеш ли колку ми е пулсот? Не знам зошто, многу имам фобија вака страва. Не. Тебе како те гледам нагоре, те оставам да ја продолжиш твојата работа, многу успех и многу среќа ти посакувам. Ала сашем. Уживај. Продолжи ти да си работиш, а ја ќе дадам една одјава. Чекај вака само да се залепам. Еве само да видите во какво обкружение сме. И се уште малце ќе ја снимиме како се спушта надолу. На другите прозори. Чекај, не можам да гледам, нема да гледам надоле. Еве, чекај, не гледам. Еве Кристина. Кристина Спајдермен. Ми се сврте погледнав надоле. Чека да се залепам вака за стаклото. Знам ќе ми се смеете. Јас од тераса дома не излегувам, многу ми е страф од високо. Кај ме начекавте бе мене ова да го снимам. И чија беше идеја? Еве и овде има добра мрежа. Добро снимивме денеска. Ќе се чуеме некаде околу 19:30, околу 20 часот. Со ново јавување и ќе разговараме за стендапот кој што ќе ја заврши оваа турнеја низ Македонија во Струмица. Сите заедно ќе го направиме на темите кои што јас ви ги зададов. Ве молам, не се расправете за маичките, тоа беше само така да имаме повод. Нели, кога играме баскет, па ајке играме во нешто да не е досадно. И сега вака ајке играме пантомима да не е досадно, од сабаја да се размрдаме. А сега ќе објавиме дека тие ние што сме ги виделе, дека биле први, ќе добијат маички и тие вие што ги предлагате и што мислите дека тие се први, и тие ќе добијат маички. Така да не се секирете. И волците и овците на број, како да беше таа поговорката. Значи се гледаме вечер кај помеѓу 19:30 и 20 часот. Чао.